Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме палачинки со сливи и сладолед. Сливите ги има во изобилие во текот на летото и луѓето обично ги конзервираат за зимата. Но зошто да не ги искористите на најдобар можен начин додека се свежи и да ги сервирате на чудесен начин со палачинки и сладолед? Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 2 сочни крупни сливи, 130 мл млеко, 60 грама стопен или омекнат путер, 5 супени лажици шеќер, 65 грама брашно, вода и 2 супени лажици бренди по избор. Во зовриена вода ставете 4 супени лажици шеќер и оставете го да се растопи. Процесот го започнуваме со правење шербет. Следно ќе ги подготвиме сливите. Едноставно пресечете ги на половина, извадете ги семките и потоа исечете ги на тенки парчиња. Свежите сливи се толку вкусни и со нив се работи многу лесно. Ставете ги сливите во шербетот додека тој се згуснува и оставете го да се крчка 10 минути на силен оган. Шербетот ќе стане погуст со испарувањето на вишок од течност и ќе добие прекрасна виолетова боја од сливите. Доколку сакате, на шербетот можете да му додадете и малку бренди или водка. Тоа ќе му даде специфична арома и поинаква динамика. Измерете ја потребната количина брашно и просејте го, а потоа во него ставете шеќер, млеко и стопен или омекнат путер. Сето тоа внимателно измешајте го и за крај во смесата за палачинки ќе ставиме неколку лажици од шербетот со сливи. Време е за палачинки. Загрејте ја делимано тавата за палачинки на средно силен оган и во неа ставете доволна количина од смесата за да се покрие тавата. Навалувајќи ја тавата наизменично на повеќе страни, дозволете смесата да го прекрие целото нејзино дно. По 1 минута одлепете ги рабовите на палачинката и превртете ја. Сега палачинката е целосно испржена. Повторете ја постапката и за втората палачинка. Време е за сервирање. Сервирајте 2 палачинки на чинија и украсете ги со тенко и сечените парчиња сладки сливи. Нивната впечатлива боја изгледа одлично на чинијата. Палачинките прелите ги со шербетот што ви остана во тавата. Потоа одозгора ставете сладолед кој ќе се растопи врз десертот. Оваа идеја за рецепт можете да искористите и со кајси, праски или јаболка, но сливите имаат богата боја и вкус совршени за овој рецепт. Послужете го ова јадење за појадок или со 2 лажици за вас и посебната личност во вашиот живот. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријател и сподели.